Автопатот од Табановце до Гевгелија повеќе нема да се вика Александар Македонски. Ова синоќа одекна можеби најгласно по првата средба на премиерите на Македонија и Грција. 8-годишниот пост на разговори во ваков формат со сигурност дополнително ги подгира надежите дека до договор или пак подобро до компромис со соседна Грција сепак може да се дојде. Автопатот во иднина ќе се вика пријателство, секако символизирајќи дека тој во иднина треба да не поврзува, а не разделува со соседите. Заев најави дека аеродромот ќе добие ново име. Кога тоа ќе се случи, кое ќе биде новото одбрано име засега е непознато. Со овие гестови според премиерот земјава конкретно и со дела покажува дека е подготвена да отвори нова страница во односите со Грција, имејќи во предвид дека токму овие имиња официјална Атина ги споменуваше како своевиден иридентизам и барање ексклузивитет врз Александар Македонски. Сакаме да станеме еднакви партнери во Европската унија и лојарни партнери во НАТО. Сакаме да стоиме рамо до рамо, за да си помагаме и меѓусебно да се поддржуваме во тешки и предизвикувачки моменти. Овој наречен гест на добра волја доби своевиден политички реципроцитет од грчка страна. Имено Ципрас вети дека неговата земја нема да ја блокира Македонија во почнувањето на втората фаза од имплементацијата на спогодбата за стабилизација и асоциација. Тоа ќе значи постепено согласување на законодавството, зајакнување на регионалната соработка и проширување на економската соработка со земјите од Европската унија. Исто така Атина нема да го блокира за членувањето на Македонија во Јадранско-јонската иницијатива, со што Македонија ќе може да ја продлабочи соработката во најразлични области со останатите членки. Сакаме да ги поставиме нашите билатерални односи на цврсти основи. Мора да се бориме против иридентизмот во секоја форма. Мора да најдеме решение за сите отворени прашања. Мора да најдеме заеднички прифатливо решение ерга омнес и се согласивме процесот да се води во Обединетите нации. Со премиерот се согласивме и дека мерките за доверба треба да се интензивираат. Ципрас уште еднаш повтори дека за нив прифатливо решение е сложено име за севкупна употреба. Со заев пак, евентуалниот компромис треба да биде прифатлив за двете страни. При тоа требало да се земе в предвид и националното достоинство и најважно идентитетот на двата народи.